за собирање потписи за законот за поништување на законот за попис. Тоа е комедија. Тоа е циркус за внутрипартиска употреба. Дека нешто се прави. Собираат потписи онлайн негде на интернет. Па не сакал Заев да ги прифати тие. Па ако Заев не сакал да ги прифати, они за инат ќе повикале на помасовно попишување на членови. Врска нема. Че ова е како децата и мали џокица си ја замислуваат политиката. Тоа врска нема. Значи тоа не е нити став кој што е издржлив, нити одржлив, нити има теориска подкрепа, нити има научна подкрепа. Врска нема. Ова е само фингирање на активност која што е политичка за апропо незадоволните и апропо изборите. Неколку аспекти. Дали ви очекувате дека баш околу неколку аспекти, дали од политичка, дали од етничка природа или од пак ја повторам. Или од суштинска природа, дека ќе се создадат услови за нова поларизација и неприфаќање на резултатите, односно на исходот од матер студиорум, затоа ќе повторам. Повторувањето е мајка на знаењето. Немаат потреба од 20% за да постигнат права. Ги постигнаа сите права. Освен кантонизација и подалба. Се надевам дека нема да се одлучат на тоа. Ги имаат сите права. И честитам, јавно прв пат. Знаете дека сум влегувал у дебата, жестоко, сме објаснувале што е проектот. Има на интернет. Сега треба да се честита. Нема што они да бараат на овој попис дополнително. Нема зошто да фингираат. Све е постигнато. И треба престанат политичките партии да користат се за крвопролевање во политичка смисла. Точно е дека не само државата и меѓународните институции сакаат да знаат во секоја држава кој живее, колку има имот, колку има други елементи. Пописот не попишува само луѓе, попишува станови, попишува коли, попишува друг тип на имот, движен, недвижен. Значи, треба да знаеме што има. Тука и апропо тоа, во релација на тоа, треба да дознаеме конечно зошто беше прекинат последниот попис. Која беше политичката игранка таму?